Елегантен накид по поволни цени. MD Jewelry е правото место за вас. Порачите на линкот под видеото. Здраво сите, доброволте во новата епизода на Дали ти е страв. Ова ќе биде четврта епизода од овој серијал и мислам дека можеме да влеземе во овој морничок случај. Пред една недела го исели семејството од нашата куќа и мило ми е што го направивме тоа. Мислам дека првото нешто што ме изненади е фактот дека сите куќи во улицата били изградени некаде во 1980-тите. Чудното за тоа е фактот дека никој всушност не живеел таму речиси 3,5 децении. Никој никош не живее во таа куќа. Откако се сместивме, всушност бевме многу среќни таму. Бизарно, едноставно се чувствував туку совршено и правилно, кога всушност имаше нешто многу длабоко и инхерентно погрешно за местото. Тензијата започна во едно типично сиво лондонско утро. Мојата сопруга требаше да го остави нашиот 4-годишен син Даниел на училиште, што обично трае околу половина час. Тоа беше најчудното нешто. Веднаш штом таа ја затвори вратата зад неа, а јас останав сам, станав свесен за чувство што не сум го почувствувал досега. Одбив да го прифатам, но мал дел од мојата посвест очекуваше дека во куќата имаше натрапник. Беше неверојатно колку брзо се смени расположението штом жена ми влезе во куќата. Штом повеќе не бев сам, непријатното чувство се крена и всушност ја чувствував топлината на парното. Следното утро го оставив Даниел на училиште. Се возев назад кон дома, кога дојде повик од жена ми. Нејзиниот тон беше многу лежерен. Речиси звучеше природно. А таа само прашуваше кога ќе се вратам, но на подолг начин како да се обидуваше да го задржи повикот што е можно подолго. Таа не спомна ништо кога се врати во врска со чувството, но по нејзината насмевка можев да видам дека е малку исплашена. Да бидам искрен, чувство дека тоа не е ништо страшно, само чувството кое луѓето го добиваат понекогаш. Куќа во која не се живее со децении, можеби ќе треба некој време да се загрее со неговите нови собственици, претпоставувам. Следниот ден, додека жена ми беше надвор да набави намирници, додав до мало откритие. Чудното чувство стана поинтензивно во древни делови од куќата. Работата за овие места е што тие беа единствените делови од куќата со гледала на нив. Со текот на времето почна да ги мразам тие делови од куќата и тие огледала. Ништо ново не се случи околу една недела. Само избегнав да бидам само во куќата и забележав дека и мојата сопруга го прави истото. Иако никош не разговаравме за фактот дека се чувствуваме непријатно да бидеме сами, тоа беше нова куќа, не сакавме да ни ги расипат првите денови таму со негативност. Барем нашето мало дете не изгледаше вознемирено. Даниел си играше среќно како и секојаш со своите играчки. Дури успеа да измисли имагинарен пријател со кој ќе се игра. Имаше на ноќ, сепак се разбуди и отиде во бањата. Бев шокиран на тоа колку беше ладно. Се погледна себе си во огледало малку, а потоа седнав на тоалетот. Тоа огледало ми даваше лошо чувство. Постојано си замислува дека можам да видам нешто како се движи во огледалото. А сепак немаше никој друг во собата освен мене, дури ни мува или бубачка. Тоа се случи најмалку 3 пати. Потоа станав, ги измив рацете и само се загледа во огледалото некој време, само за да се уверам. Тоа на крајот ме направи непријатно. Така, на брзина се врати во кревет и го покрив лицето со јорганот. Мислам дека следната вечер повторно видов нешто во огледалото. Мислам дека дури видов лице за дел од секундата во огледалото од ходникот на долниот кат, додека поминав покрај него. Се разбира, знаев дека тоа е само мојата имагинација, но стануваше повеќе иритирачки отколку застрашувачки. Затоа решив да донесам еден од оние свештеници, духовните свештеници кои знаат да разубаваат места со негативна енергија во нив. Таа се појави додека нашиот син беше на училиште, изнемоштена стара јапонка која не мораше да има барем 80 години. Нејзиниот син ја остави бидејќи била многу слаба и не можела да го помине расторието. И покрај тоа што беше стара, таа направи местото да се чувства многу безбедно. Речиси сакав таа да остане со нас за да бидеме сигурни дека нема да имаме негативна енергија. Ни кажа дека запалила темјан во некој од собите и дека повторно ќе ги провери собите само за да расчисти порастаната негативност. Но тогаш таа најмна се вкочена и нејзината трпелива насмевка се замрзна и нејзините насозени очи се стврна. Мислевме дека има мозачен удар и посегнавме по телефон за да повикаме брза помош. Излезе дека била добро. Ни рече да не допираме ништо и да не мрдаме. Слушавме и гледавме.
За немена, додека со импресивна брзина се упати од зидот и го притисна угото на него. Таа шепна некои зборови што не можеме да ги слушнеме, и се чинеше дека добива одговор додека нејзиниот израз се смени и искриви. Што и да слушаше, не можеше да биде добро, затоа што извикна и се потемна од зидот. Старицата ја фати женови за раменици и цврсто ја затреси и рече: Не живеете во оваа куќа. Зошто да не, прашав. Човек во зидовите, извика таа. Во зидовите живее човек, лош човек. Човек во зидовите. Имав доволно разум да сватам дека таа не зборува за хитот на Майкл Джексон. Таа беше навистина преплашена. Влегов во бањата и се погледна во огледало. Тоа беше само нормален одраз. Немаше ништо таму. Стоев таму некој време, тогаш почнав да плачам. Бев премногу уморен за да продолжам со ова. Се принудив да верувам дека ништо смешно не се случува. Не се убедив. Легнав ми сакав да го изгаснам светлото, кога жена ми покажа нешто што ме натера да се изнервирам. Знаеш, Данилов последно време кажа некои чудни работи. Тоа може да биде само случајност. Дали знаеш нешто за неговиот имагинарен пријател? Се насмеав. Па, знам дека Данилов поминува ужасно многу време со тоа. Како го нарекува? Тогаш таа рече човекот во зидот. Токму тогаш ја сватив морничавата врска. Човекот во зидот, продолжи мојата сопруга. Тој рече дека неговиот пријател има тркалезно лице со црни очи и широка насмевка. И навистина е терал за да може да се смести во зидот. Во тоа време ми беше сватко, но сега не знам. Го дојдов најголемиот студ што го имав по долго време. Потоа таа рече: Па има уште. Бевме во паркот, го прашал дали сака да го покани човекот во зидот на пикник. Тој рече дека не може. Ми кажа дека човекот во зидот е само во нашата куќа и никош не излегува. Тој ме насме малку кога ми кажа, но потоа ми упати сериозен загрижувачки поглед и ми рече: Нема да се смееш, мамо. На човекот во зидот не може да допаѓате ти и тато. Тој ве мрази. Тој вели дека само јас му се допаѓам. Воздухот од денаш се почувствува студен и понепријателски. Знаеш, и рекол на сопругата, подрен период на тишина. Навистина мислам дека треба да се иселиме. Ова работа ме лази под нервите. Мислам дека сега не би можел да спијам. Не се чувствувам безбедно. Сепак и двецата успеавме да заспиеме по малку повеќе разговор за тоа каде можеме да се преселиме. Беше сабота следното утро. Така имавме малку време за лежење. Додека чекав да заврие чајот, ми го привлече вниманието на глас. Тоа беше Даниел. Тој пискаше. Го најдов како гледа во огледалото, а солзи му тече по бразите во долниот ходник во жестока расправија со некого. Тој врскаше. Не, ако не се извиниш, веќе нема да бидам твојот пријател. Не сакам. Веќе не си убав. Оди си, не сакам да одам со тебе. Притечав и го кренав Даниел, но сеќи го подалеко тоа огледало. Потоа извика: Човекот во зидот сака да живеам со него во зидот. Тој сака да ме несе во зидот, но јас му реков дека не сакам. Го подадов на жена ми и викнав: Не можам повеќе да трпам овие срања. Човекот во зидот, каде си поѓаволите? Излези, копиле. Никош порано не сум зборел така пред син ми, но тој не изгледаше вознемирено. Изгледаше мило што му се налутив на неговиот имагинарен пријател. Мојата сопруга го несе горе, додека јас продолжив да викам. Појадувавме во тишина и по некој време се чинеше дека се е во ред. И тогаш се случи нешто што беше неверојатно. Ништо освен тишина. Веќе немаше никакво чудно чувство на вознемиреност. Се чувствува како секој човек што би се чувствувал во удобен дом. За сега мир и тишина. Помина цела недела и тоа беше цела недела без да се случи ниту една чудна случка. Нашата куќа конечно почна да се чувствува како нормален дом. Имаме помалку работи, затоа поминуваме повеќе време со Даниел и како да заборави на својот имагинарен пријател, што всушност ни беше олеснување. Тој имагинарен пријател изгледаше како нешто друго. Се чинеше дека е погрешно што доаѓа од имагинацијата на 4-годишно дете. Мислевме дека се е во ред, но потоа нешто ме натера да размислам два пати. Жолта мула почна да расте во кружните делови низ куќата. Мулите беа со големина на фудбалски топки и испуштаа гнил мирис. Решивме да останеме некој време, но мулите се појавија на повеќе места и беа премногу грди и смрдливи за да останат. Повикавме човек да го истражи и да го реши проблемот со мувата, и додека тој работеше, ние трцата ги посетивме баба му и дедо му на Даниел. Дојдовме повик од човекот кој се занимава со мува околу 8 часот на вечер. Звучеше вознемирено и ни реши брзо да се вратиме дома. Бевме многу вознемирени во текот на целата патување со автомобилот. И кога видовме полицајци како стоат околу нашиот дом, жена ми изгледаше како да ќе заплаче. Еден полицаец не запре додека се движеме кон влезната врата. Застанете токму таму, господине, рече тој.
Многу се сомневам дека вие, особено вашата собрука, ќе сакате да видите што е пронајдено во вашиот дом. Вие не сте осомничени, не пошете се, но ви велам, пријателе, тоа е страшно. На ѕидот имаше дупки. Мажите во униформа и маски носеа мали предмети во пластични кеси надвор од куќата. Специјалистот за МУВ седеше со шолја кафе на софата, со главата во едната рака, а инспекторот чекаше да разговара со мене. Сега не свеќајте го ова на погрешен начин, господине. Ние не ви обвинуваме за ништо. Патем работите што и надавме датираат намалку една деценија, судејќи според состојбата во која се наоѓаат. Потоа ми кажа дека за секоја од 16 дупки на МУВ стоат коските на мали деца кои биле пронајдени внатре во ѕидот. Сите деца биле на возраст од 2 до 5 години и биле препознани како деца кои исчезнале во областа во изминатите 30 или повеќе години. На нашиот син никогаш не му кажавме за децата во ѕидовите и се надевам дека никогаш нема да праша, за да не мора да му кажеме. Тој никогаш не го спомна својот имагинарен пријател, човекот во ѕидот. И тој изгледа доволно среќен во нашиот нов дом, како и сите ние. Има уште една работа. Неколку денот откако сознавме ова страшно откритие, специјалистот за МУВ договори да се сретнеме на моето работно место. Ми кажа дека има нешто чудно да ми покаже. Тоа беше слика што ја направи на својот мобилен телефон на денот кога беше во нашата куќа. Тоа беше слика од огледалото во ходникот. Иако квалитетот на сликата беше слаб, во огледалото можеше јасно да се види лице, само што се појави на долниот агол на огледалото, бело лице со широка тенка уста, големи црни очи. Имаше многу чисти и уредни зъби. Изгледаше дека нема нос или коса, но можеби тоа беше само поради квалитетот на сликата. Широко се насмеа, а очите му беа широко отворени. Но она што најмногу му испаше кај лицето беше фактот што беше таму. Тоа сушност беше таму. Никогаш наистина не верував во паранормалното до тогаш, но сега сум со отворен ум. Имам само едно огледало во мојата куќа сега во бањата и секогаш го избегнувам. И понекогаш, само понекогаш, кога сум сам дома и е тивко, се навернувам сувато кон ѕидот и внимателно слушам. Потоа се гледам малку во огледалото само за да се уверам дека нема ништо друго таму. Претпоставам дека огледалата се како врати во ѕидот. Тие ви покажува не само што е зад вас, туку што е и зад нив. Може би треба да го погледнете вашето огледало. На крајот на кришата некои куќи се чудни, а некои куќи се таму многу долго време. Со доволно време мислам дека работите се појавуваат на празни места што не треба да се дозволи да постојат. Верувам, ако видиш чудни лица во огледалото, постои можност да има нешто во вашите ѕидови. Се пашкам дека мојот совет, како и да е, само што побрзо мите ги зъбите. Па, дали ви е страв? Па каква хорор приказна. Значи, во ниту еден момент не го очекував дека позади ѕидот ќе најдат тела на 2 до 5 годишни деца и затоа нели малото синче на оваа фамилија измислило имагинарен пријател, тоест тој не бил имагинарен пријател, односно тоа бил најверојатно тоа биле духовите на децата кои што биле заробени во ѕидовите. И тие се изборувале со ова мало дете и на некој начин му станале пријатели. И подоцна нели кога почнале ѕидовите да се мувосуваат, овој нели таткото на фамилијата повикал нели специјалист, тој специјалист нели ги открил телата на детата во ѕидот и потоа викнал полицајците нели ги изнесле остатоците од телата на овие дечиња и од тогаш ништо друго не се случило во куќата, ама тие више се преселиле, како си рекле како и да е, ние више не седиме во оваа куќа после ова што се случи, се отишли на друго место и сега овој наратор нели вели дека пазете што правите, пазете дали вие во ѕидовите имате нешто, вика пазете кога гледате во огледалото, вика огледалото не го покажува само тоа што е зад вас, туку и тоа што е зад нив. Еден многу добар начин да се заврши оваа приказна. Инаку оваа приказна најдена од интернетот и како таква не знаев нели ни цела приказна, не знаев што ќе се случи. Ме лично многу ме заинтригира, ме заинтересира и ме восхити овој крај. И мислам дека можеме да завршиме оваа 4-та епизода од Дали ти е страв. Можам да кажам пријатно и се гледаме во следната епизода.